Најави за денешните настани. Проектот за дневен центар во Охрид може да не се оствари поради административни пречки. Општина Охрид започна со собирање и селектирање електронски и електричен отпад. Зелената енергетска транзиција за македонецот е скапа, не достигаат субвенции. Туризмот е врвен приоритет на Европската Унија, со секој чекор од предпристапниот процес бенефитите ќе бидат се поголеми. Тешко оди пронаѓањето на решение за кратење на платите на функционерите во корист на антикризни мерки. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес претежно сончево со локална облачност, ветровито и топло време со максимална температура до 18 степени, а во текот на ноќта кон петок ведро со локална облачност. Утре во централна, северозападна, западна и југозападна Европа умерено облачно и нестабилно. Ке има дожд и грмотевици и засилен ветар, дожд се очекува и на северот од Пенинскиот полуостров. Во останатите делови од Европа времето претежно сончево со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во петок претежно сончево со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. Локално во Словенија и Босна и Херцеговина нестабилно со дожд, максималните дневни температури од 22 до 30 степени. Во Македонија во петок претежно сончево со локална облачност, ветровито и топло време, минималната од 4 до 12, максималната дневна температура 21 до 26 степени Целзиусови. Во Охрид во петок претежно сончево со појава на локална облачност и топло време, минималната 10, дневната 24, а во сабота умерена облачност со сончеви периоди и топло со максимални 24 степени Целзиусови. Во недела и понеделник претежно сончево време со локална облачност и топло, минималната 11 односно 12, дневната 23 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навремено пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Доколку до крајот на октомври не завршат сите административни процедури, ќе пропадне сонот за отварање на дневен центар за децата со посебни потреби во Охрид. Ќе пропадне и обезбедениот грант од Светска банка во висина од 150.000 евра за негово опремување во просториите на поранешната касарна. Проектот заглави околу административните документи за просторот. Доколку до крајот на октомври не завршат сите административни процедури, ќе пропадне сонот за отворање на дневен центар за децата со посебни потреби. Ќе пропаднат и обезбедените средства за негово опремување во просториите на поранешната касарна во Охрид. Проектот е на општина Охрид и Сдруженијето ВОПС, но настана административни проблеми околу просторот. Општината го отстапи, но проблемот се јавил поради тоа што државата претходно го дала на користење просторот на општината. Проектот ни беше одобрен и договор се потпиша во декември со Министерството, меѓутоа ние се уште не сме започнати со реализирање на проектот, затоа што сме заглавени со административни процедури кои што, многу не кочат, а се работи за деца и се работи за човечки судбини. Тој дневен центар требаше да згрижи околу 20 до 30 деца, некои со 8 часовна грижа тука, општината, градоначалникот ги потпиша сите потребни документи дека ќе ни се даде дополнителен простор од... Според проектот на просторот 400 метри квадратни ќе се згрижуваат децата со посебни потреби. Ќе има вработени дефектолози, логопеди, физиотерапевти и негователи, кои треба да се грижат за достоинствен живот на децата со посебни потреби. И сега сме на крај негде, или ќе ја завршиме оваа процедура со документацијата, или проектот воопшто нема да започне, затоа што имаме рок за реализација да заврши, целосно. Прво требаше 6 месеци имавме за опремување и 12 месеци за давање на услугата, затоа што Сдруженијето ќе се лиценцираше и ќе ја дававме оваа услуга и после Министерство ќе преземеше со финансирање на плати и центарот, тој проблем ќе се решеше еднаш за секогаш. Во комплексот Касарна од декември 2022 година работи првата инклузивна игротека Радост, катче каде децата со посебни потреби се социјализираат, згрижуваат и дружат. Проектот е на Сдруженијето ВОПС, со поддршка на општина Охрид се спроведуваше во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, која е финансирана од Европската унија преку програмата на UNDP. Проектот заврши, а денес за обстанокот на ова катче се грижи општина Охрид. Сонот беше игротеката да прерасне во дневен центар, зашто се обезбедени 150.000 евра грант од Светска банка, но поради административните бариери постои опасност тие да пропаднат. Општината во соработка со Друштвото за управување со отпад Нула отпад од Скопје започнува со собирање и селектирање на електричен и електронски отпад, како и на отпадни батерии. Денеска на повеќе локации на територија на општината беа поставени 10 контејнери за електричен и електронски отпад и за отпадни батерии. На самиот контејнер има инструкции за користење како и список на дозволени видови на отпад кои може да се одлагаат во него. Батерии, мобилни телефони, мали куќни апарати како миксери, тостери, фенови, мали монитори, статични и преносни компјутери, тастатури, глувчиња, кабли, звучници и други слични уреди.
Контейнерите не се наменети за комунален отпад, за стакло, за хартија, за пластика, облека или за слични материјали. Оваа иницијатива представува значаен чекор кон заштитата и одржливоста на животната средина, помагајќи во намалувањето на опасниот отпад на улиците и сузбивањето на создавање диви депонии околу контейнерите. Исто така, селектирањето и правилното одлагање на отпадот придонесува за зголемување на јавната свест меѓу граѓаните. Интерес за поттикнување на бранот за обновување преку зелени технологии кај потрошувачите постои, но нема субвенции со кои локалните, та и централните чинители би му помогнале на населението во трансформацијата на својот дом во енергетски ефикасен, а многу мал е и бројот на банки во земјава кои нудат така наречени поволни зелени кредити. Македонците сакаат да имаат безбедни, топли, здрави за живење домови и секако да не плаќаат високи сметки. Интересот постои. Граѓаните многу добро се запознаени со придобивките од енергетската ефикасност, користењето зелени технологии и одржлив транспорт, но за жал според експертите нашиот граѓанин колку да сака да учествува во овој процес, да биде современ, не може тоа да си го дозволи, вели Сања Поповска-Василевска од Организацијата на потрошувачи на Македонија од Комисијата за енергетика. Секој сака да троши помалку. Така да троши помалку, да има помали сметки, а да има удобен живот. Со таков проблем сега се соочивме во проектот. Значи, ние организиравме колективно купување на производи на инвертер клима уреди кои што се атестирани од независни лаборатории. Моравме да понудиме во ова колективно купување во соработка со фирми кои што ги имаат истите производи, значи клима уреди кои што се оценети со висока оценка. Меѓутоа што се испостави дека овие клима уреди имаат и многу повисока цена. Значи се испостави дека најголемиот проблем е всушност цената, што значи дека ќе беше одлична синхронизација доколку во моментот имаше субвенција од страна на државата. Додека во земјите од соседството институциите на локално и централно ниво прават огромни напори во насока на субвенционирање на енергетската ефикасност, како за пример во соседна Бугарија во одредени општини бесплатно да инсталираат инвертер клима уреди, кај на ситуацијата е многу поразлична. Субвенции немаме доволно субвенции. Тоа е проблемот. И да споделиме наши сознанија со представници кои ќе бидат овде од општина Охрид со цел тие да влијаат на тоа и самата општина Охрид, да има подобар избор на субвенции, подобар одабир врз основа на потребите на граѓаните. Председателката на организацијата го објасни и следниот предизвик со кој се соочуваат граѓаните, а тоа се неповолните зелени кредити кои најголем дел од банките ги нудат. Поедини банки ние во нашето истражување најдовме дека даваат прилично добри кредити, меѓутоа сепак каматните стапки се високи. А она што ние го понудивме тогаш беше една од банките, нема да именувам сега, која што имаше добра каматна стапка, за да можат луѓето кога правевме кампања за колективно купување на инвертер клима уреди, сепак да користат кредит. Меѓутоа установивме дека кај нас навистина е куповната моќ многу слаба. Тежок е патот кој македонскиот граѓанин треба да го изоди додека ја помине енергетската транзиција, иако располага со одредени знаења, сепак во одредени сегменти потребни се дополнителни информации за важноста и за придобивките. Токму затоа Организацијата на потрошувачите на Македонија со поддршка на европскиот проект Потрошувачите го предводат одговорот за развој на енергетската амбиција на EU ClearX. Денес ги презентираше трите информативни брошури за енергетска ефикасност, за одржлив транспорт и за тоа како да се поврзат потрошувачите и производителите. Туризмот е на врвот на приоритетите на Европската Унија. Со секој чекор во предпристапниот процес кон ЕУ ќе се отвараат нови и уште поголеми можности за фондови и поддршка од Брисел, но и за развој на туристички капацитети и за нови туристички понуди. Културното наследство и природата треба да бидат ставени на пиедестал доколку сакаме да имаме одржлив туризам. Ова беше истакнато на говорниците на вчерашната трибина во Охрид од кампањата Ние сме Европа. Нема посоодветно место од Охрид за темата негување на културното наследство и природната убавина за одржлив туризам. Токму Охрид ни ги носи Европа и светот дома кај нас. Европа го препозна Охрид како едно од најатрактивните туристички одредишта,
Како еден од најдинамичните економски сектори, туризмот е на врвот на приоритетите на Европската Унија. Европската Унија на туризмот гледа како на исклучително значајна економска активност со широко влијание врз економскиот раст, вработувањето и целиот општествен развој. Охрид оваа година ќе ја запише како една од најуспешните, ако не и рекордна туристичка сезона, кажа вице-премиерот задолжен за европски прашања Бојан Маричиќ на трибината што во рамки на кампањата Ние сме Европа вчера се одржа во Охрид. Туристичкиот промет покажа расти во вториот квартал на оваа година, и тоа раст од 28% споредбено со истиот период минатата година. Двата квартали во 2023 година се со раст од 24% споредено со претходната година и со остварен приход од 229 милиони долари од туристичкиот промет. Овие бројки со сигурно најавуваат дека оваа година ќе биде рекордна во приходите од туризмот со остварување на проектираните 520 милиони долари. Тоа е највисоко остварување од девизни приливи во оваа дејност после 2019 година. Од околу 700 проекти, голем дел во туристичкиот сектор и развојот на прекуграничната соработка се реализирани со 80 на милиони евра од фондовите на Европската Унија, посочи вице-премиерот. Со секој чекор во предпристапниот процес кон Европската Унија ќе се отвараат нови уште поголеми можности за фондови и поддршка од Брисел, но и за развој на туристички капацитети и нови туристички понуди. Заедно со Албанија, со соседна Албанија, не чека многу заедничка работа во чување на овој скапоцен регион, во кој што има повеќе прекугранични проекти за заштита и унапредување на туризмот во овој крај. Затоа поддршката од ЕУ од прекуграничната соработка е исклучително добре дојдена. Наша должност е да не го загрозуваме овој наш македонски бисер, туку да го унапредуваме и да го заштитиме. Покрај културното наследство и природата треба да биде ставена на пиедестал доколку сакаме да имаме одржлив туризам, кажа министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова. Таа истакна дека во поглед на животната средина визијата е насочување на земјата кон поурамнотежен развој преку превенција и воведување на концептот на одржливост. Централната, локалната власт и секој поединец има обврска и закони кои треба да ги почитува, кои се усогласени со европската легислатива. Тоа се неколку сектори на кои што треба особено да обрнеме внимание. Јас како приоритетен го потенцирам секторот отпад. Мислам дека таму треба сите да вложиме многу заеднички напори за да можеме да воспоставиме конечно една регионална инфраструктура по европски стандарди. Затоа секако во овој процес ми помага Европската Унија, активно е вклучена од самиот почеток. Ни помагаат и меѓународните финансиски институции. Покрај модерен регионален систем за управување со отпад, со европски средства ќе обезбедиме чиста вода за пиење за секое домаќинство, собирање прочистување на отпадни води за сите општини во државата, ќе ги зголемиме површините на заштитени подрачја и ќе воспоставиме сериозна заштита на природните вредности и нивно одржливо управување, посочи Шукова. Министерката додаде дека Европската Унија ќе и помогне на земјава да го намали загадувањето на воздухот преку воведување почисти технологии и еколошки системи за затоплување. Кампањата Ние сме Европа ја организираат Секретаријатот за европски прашања и владата со цел, како што најавија, афирмирање и промовирање на европските вредности и продлабочување на диалогот со граѓаните за можностите и придобивките кои ги нуди пристапувањето и членството во Европската Унија. Премиерот Димитар Ковачевски денеска одговарајќи на новинарско прашање во врска со платите на функционерите, повтори дека треба да се дојде до решение кое ќе направи фер вреднување на работата на секого. Додаде дека за конкретно решение ќе може да се разговара кога ќе биде подготвено решението за платите од страна на работната група, бидејќи се работи за два закони со кои се регулираат платите на функционерите. Закон за пратеници со кој се регулираат платите за пратениците и закон за именувани и избрани функционери со кој се регулираат платите на председателот на државата и председателот на собранието, членовите на владата и на сите градоначалници, судии, обвинители и така натаму. Треба да се дојде до решение кое што ќе направи фер вреднување на работата на секого. Тоа е едната опција, а другата опција е да се оди во сосема спротивен правец и да се прави популистичко решение, од какви што две популистички решенија
двете паднаа на Уставен суд. Едното беше кога беа замрзнати платите на функционерите и кога секретарка во АЕК имаше поголема плата од, пример, министер за финансии или од председател на држава или од председател на влада. Другото решение беше кога се отиде исто така во уште една крајност, а тоа е кога се кажа функционерите ќе земаат минимална плата, па Уставниот суд исто така го поништи, бидејќи во државата постои систем на плати кој што не може да биде дерогиран. Гледам различни изјави во видови министерот Османи што кажа. И јас се согласувам со министерот Османи, бидејќи луѓето работат за плата. Има некои што кажуваат дека би работеле без плата, ја во човек што работи без плата не верувам. Имам 25 годишно работно искуство и не верувам во луѓе кои што се подготвени да работат без плата. Така да, кога ќе биде подготвено решението од страна на работната група, тогаш ќе може да разговараме за конкретното решение, кое што ќе треба да биде прифатено од пратениците и од сите кои што ги спомнав, големи групи на избрани и именувани функционери кои што се платени согласно со овие два закона, не еден закон. Во продолжение следуваат вестите од светот. Околу 500 американски евреи, меѓу кои 20 рабини, беа уапсени откако упаднаа во зградата на Американскиот конгрес за време на протест против израелско-палестинската војна. Од Еврејскиот глас за мир, една од организациите кои стои за протестот, вела дека тоа е најголемиот еврејски протест во знак на солидарност со палестинците во историјата на САД и додаваат дека полицијата во Капитол ги искинала транспарентите Мир сега, што ги носеа демонстрантите. Покрај тие транспаренти, демонстрантите носеа и мајци не во наше име, евреите велат сега примирие. Пееа и изговараа молитви на хеврејски, велат од организацијата. Повеќе од 300 демонстранти синоќа упаднаа во зградата на Капитол во Вашингтон, барајќи прекин на конфликтот во појасот Газа. Во зградата се сместени неколку канцеларии на представничкиот дом и конгресот на САД. Полицијата на Капитол веднаш објави дека не се дозволени демонстрации во конгресните згради. 10.000 палестински приврзаници пак се собраа вчера и во Атина. Тие се упатија кон израелската амбасада, каде претходно се собраа стотина израелски поддржувачи, објавија грчките медиуми. Алијансата за пријателство меѓу Израел и Грција ги повика учесниците да покажат солидарност, барајќи правда за илјадници невини убиени, но и за итно ослободување на заложниците кои ги држи Хамас. Грчката влада му даде итна поддршка на Израел по крвавиот напад на Хамас во кој загинаа повеќе од 1400 луѓе во Израел, главно цивили, во најсмртоносниот напад во земјата од нејзиното основање во 1948 година. Во средата премиерот Кириакос Мицотакис рече дека Израел претрпел дивијачки терористички напад каков досега не бил забележан на Блискиот исток, но Грција прави јасна разлика меѓу Хамас и палестинскиот народ, додаде тој. Премиерот изрази ужас и по нападот на болницата во Газа, каде загинаа стотици луѓе. Голем број арапски земји го осудија Израел за нападот, за кој вела дека е резултат на ракета на исламски џихад која не функционирала. Некои училишта се затворени, а на луѓето им е кажано да останат дома бидејќи бурата Бабет ќе зафати делови од Обединетото кралство. Метеоролошката канцеларија издаде ретко црвено предупредување за исклучителен и постојан дожд во источна Шкотска, како и жолти предупредувања за ветар и дожд во други области. Црвеното предупредување се применува во делови од источна Шкотска меѓу Дандио и Абердин областите од 18 часот во четврток до петок на пладне. Ова е прв пат црвено предупредување за дожд да биде издадено во Велика Британија. По бурата Денис во февруари 2020 да пренесува Sky News. Бабет, комплексна област со низок притисок која се разви на запад од Пиринејскиот полуостров, ќе трае до сабота и се очекува да предизвика поплави, прекини на струја и прекини на патувања. Комитетот во Бразилскиот конгрес вчера официјално побара од обвинителите да го истражат поранешниот председател Жаир Болсоњаро за неколку можни обвиненија, вклучително и обид за државен удар поради немирите на неговите приврзаници во јануари. Комисијата што го истражува упадот на председателската палата, Врховниот суд и конгресните згради на 8 јануари од страна на приврзаници на Болсоњаро гласаше со 20:11 за да се прифати конечниот извештај според кој екстремно десничарскиот поранешен председател ќе се соочи со обвиненија за обид за соборување на владењето на правото, политичко насилство и заговор. Но тоа е последниот во серијата правни проблеми за Болсоњаро, кој веќе е под истрага по различни обвиненија за корупција и злоупотреба на службената положба. Болсоњаро има
има 68 години, беше председател од 2019 до 2022 година, а во јуни му беше забрането 8 години да се кандидира за избори поради лажно тврдење дека биле користени електронски уреди за гласање, ранливи на хакирање и измами. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!